Денеска православната црква ги празнува светите апостоли Архип, Филимон и Апфија и преподобниот Доситеј. Светите апостоли Архип, Филимон и Апфија. Архип бил еден од 70 апостоли. Светиот апостол Павле го споменува во посланието до Колосјаните и до Филимона, нарекувајќи го свој другар во војувањето. Во градот Колосај, средиштето на христијанството бил во куќата на Филимон. Тука се собирале христијаните на молитва. Тоа светиот апостол Павле го нарекува, пишувајќи му на Филимона, негова домашна црква. Во тоа време апостолите ги ракополагале своите ученици за епископи, и тоа некои од нив на постојано место, а некои како патувачки мисионери по разни места. И Филимон бил еден од овие последниве. Апфија, Филимоновата жена, постела и служела на домашната црква. Во времето на некој празник на незнабожечката богиња Артемида, сите верни во Колосај биле по обичај собрани во домот на Филимон на молитва. Незнабожците, дознавајки за овој собир, се втурнале и ги пофаќале сите христијани, а Филимона, Архипа и Апфија како водичи најпрв им ги тепале, а потоа ги закопале до појас во земјата и почнале со камења да ги удираат. Така ги убиле светите Филимон и Апфија, а светиот Архип го извадиле од дупката едва и жив и го оставиле на децата со него да се забавуваат. Децата пак го избодиле целиот со ножеви. И така, овој другар на Павле во војувањето го завршил животниот тек на својот земен пат. Спаси
Плотити ся од святија Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи вися, распнися Христе Боже, смертию смерть поправи. Един си святија Троици, спрославляеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Преподобниот Доситеј, ученик на прославениот Ава Доротеј, кој живеел во киновијата на преподобниот Серит, Јован и Варсонуфи Велики. Доситеј бил роднина на некој војвода и дошол во Ерусалим да ги разгледа светињите. Кога ја гледал сликата на страшниот суд, во една црква му се приближила една жена во порфирен фустан и му објаснувала. И најпосле при разделбата му рекла, ако сака да се спаси, дека треба да пости и да не јаде месо, и почесто да му се моли на Бога. Тоа била Пресвета Богородица. Се разгорело срцето на младиот Доситеј, да посакал испоснички живот. Доротеј го примил за свој послушник и му наредил потполно да ја отсече својата волја и да го слуша својот духовен отец. Неколку дена му давал да јаде колку што сака, а по извесно време муускратувал по 1/4, па по некое време пак 1/4 додека не го навикнал да поминува со најмала мера на храна. Постојано зборувајки му, јадењето е навика и колку некој ќе се навикне, толку и ќе јаде. Се спасил и се прославил со потполното послушание и останал за навек пример на монашката послушност и предаденост на својот духовен отец. Овој млад светител живеел во 6 век. Елици во Христа крести